моментално се наоѓаме на градскиот площад во Кратово, пред бистата на свети новомаченик Ѓорги Кратовски. Тој е нашиот светител, нашиот заштитник, всушност и патрон на градот Кратово. Од 2002 година наваму тој е прогласен како патрон на Кратово и ние го прославуваме секоја година на 24 февруари. Што би можело да се спомне за свети Ѓорги Кратовски? Тој е навистина еден голем светец за нас, од причина што има голема истреност во неговата приказна. На многу млади години го загубил својот живот, но од друга страна неговата вечност се уште е тука. Што би можело да се каже? Тој е роден во едно многу скромно семејство, како син единец на Сара и Димитри во 1497 година. Тој бил многу младо и паметно момче, така што неговите родители, иако скромно семејство, во секој случај успеало да го школува во старовремската школа тука во Кратово, а подоцна да го насочи да го изучува занаетот, односно златарскиот занает. Во тој период Кратово било познато по златните рудници пред се и бил многу перспективен занает. И тоа му одело од рака одлично и во тоа време, кога османлиите забележувале дека некој е толку успешен, особено младите, имале желба, односно имале намера да ги придобијат. Така што му понудиле на свети Ѓорги Кратовски во неколку наврати да ја смени религијата, но тој одбивал. Во еден период одлучил и да замине, да пребега на некој начин во Софија, бидејќи поголем град, и сметал дека ќе може да се склони од османлиите и да биде малку повеќе невидлив. Занаетот модел одлично, како што напоменав, османлиите и таму го имаат приметено тоа и повторно тие понуди траеле за да ја прими исландската вера. Но неговата истрајност, неговото учење тука од Кратово му кажувало дека тоа нема да го направи и си останал на зборот до крај. Дури на 18 годишна возраст бил и осуден, односно пред тоа бил затворен, во затвор е измачуван, а веќе при крај на 18-та година бил осуден на смртна казна со тоа што бил запален на јавно место во Софија. Денеска можеме и да видиме една икона во црквата Свети Јован, односно на олтарот стои иконата на Свети Ѓорги Кратовски, представена во целосна форма, во оригинална големина, но има еден интересен податок што на неговото лице се забележуваат опекотини. Всушност тука е представено неговото лице во моментот кога бил спален. Низ годините веднаш, наскоро многу православни цркви го имаат прифатено како светец, а ние денеска сме премногу среќни што Свети Ѓорги Кратовски е всушност и нашиот закрилник, односно закрилник и светител на градот Кратово. Ние со гордост секоја година го прославуваме и така и оваа година истото тоа ќе го направиме. Што се ќе се случува всушност во Кратово за денот, патрониот ден на градот? Така, програмата е повеќедневна. Тоа е интересно што повеќе денови имаме различни мотиви, различни елементи на програмата. Имаме изложби на икони оваа година, понатаму имаме вечерен концерт кој што ќе биде во црквата Свети Јован Крстител, односно тој ќе биде на византиска црковна музика. Понатаму имаме утринската архиерејска литургија, литијата од црквата Свети Ѓорги Кратовски кон главниот плоштад и потоа нормално водокрстот и кршењето на патрониот колач, а целата програма е надополнета и со културно-уметничка програма. Всушност станува збор за повеќе настапи на фолклорен ансамбл, на народен оркестар, но она што е вредно за напоменување е секако локалното што го имаме, тоа се кратовските тамбураши кои што и оваа година ќе земат учество во прославувањето на нашиот патрон празник и дополнително културно-уметничкото друштво Ефрем Каранов од Кратово. Покрај овој свечен настан, исто така имаме и некои додатни активности кои што се исто така традиционални. Тоа е турнирите во мал фудбал, посветени на Свети Ѓорги Кратовски, кои што секоја година се одржуваат. Понатаму имаме оваа година и турнир во пинг-понг, а дополнително како иницијатива од локалниот младински совет со општината објавен е конкурс за најдобра литературна творба за млади лица до 29 години, така што најдобрите творби, односно сите творби кои што ќе бидат пријавени, ќе бидат прочитани на специјален настан
специјално креиран нели за таа намена. Веројатно Кратово можеме да го кажеме, освен како град музеј на отворено, за тоа дека веројатно не е доистражано се она што може да му се случува на градот или што го има во неговите зидини. Јас би кажал дека за најчиството уште е еден белег што го има Кратово покрај сите други убавини. Всушност и во овој момент се наоѓаме во делот на чаршијата, односно едучката чаршија, која што во минатото било срцето на Кратово, но и денес еве плоштадот тука се наоѓа неколку улички кои што биле преполни со еснафи од тоа време. Дури во најубавите времиња, како што стои во патеписите на Евлија Челебија, дури имало 350 дуќани во овој дел од градот. Интересно е тука да се напоменат и сите еснафи за наечи, како што се нели златарскиот, понатаму самарџи, ковачи, понатаму пекари, имаме јажари, колари и така натаму. Јас ги поканувам сите гледачи да дојдат на чествувањето на патрониот празник Свети Ѓорги Кратовски и да си поминат еден убав ден тука во Кратово, а може би повеќе денови доколку се одлучат да посетат се што нуди Кратово.